Добро, денеска си оди едно пациентче кај нас кое што престојуваше, кое што се оперираше од една комплексна срцева мана. Инаку се работи за новороденче, кое што ние го добивме третиот ден од неговото раѓање, поради тоа што помодруваше и имаше ниска сатурација. Откога го земавме ние кај нас, а и во основа се работи за детенце кој што има една комплексна срцева мана која што оди со помодрување, значи со цијаноза. Се работи за една сложена мана која што генерално се вика тетралогија на Фалот, меѓутоа кај него имаш уште еден елемент, значи тој петиот елемент на оваа срцева мана, тоа е помеѓу двете предкомори постои комуникација и затоа неговата форма беше пенталогија на Фало. Откога го примивме, затоа што се работи за дете кое што имаше потреба од да остане отворен таа комуникација фетална помеѓу срцето и белите дробови, значи тој дуктус артериозус. Продолживме со терапија на простагландини, тоа се лекови кои што ја одржуваат таа комуникација и без таа комуникација, да кажам, во основа тешко не може да функционираат тие дечиња. Откад ги направивме сите комплетни следувања, кај него е направена една комплексна операција на затварање на сите тие отвори кои што постојат и на сите тие мани кои што се карактеристични за оваа тетралогија, односно за пенталогија. Значи ние го опериравме на неговиот 7 ден од раѓање. После тоа следеше еден интензивен третман кој што бараше многу внимание во неговото лекување, многу лекарства кои што служеа за да се одржи и да се стабилизира неговата срцева функција. Со текот на следните денови, значи релативно брзо го екстубиравме, во рок некаде околу 12 часа по завршување на интервенцијата, бараше поддршка на срцето која што со тек на време се нормализира и се стабилизира и се исклучија. Почнавме и со хранење, нели, прво со млечна формула, а кога беше веќе стабилно, дојде мајката и беа заедно, така да го продолживме доењето во комбинација со млечна формула, меѓутоа го продолживме доењето затоа што мајката се уште имаше зачувана млечност. Така да сега детенцето е стабилно, веќе не модре, не му паѓа сатурација, срцето релативно убаво работи, тоновите се, да кажем, јасни и гласни. Така да, така еден случај на пациент кој што е со една карактеристична, една специфична мана која што ги поседува тие 5 елементи на таа пенталогија Фало. После овој хируршки третман и после корекцијата на сите тие мани кои што ги има, кај него веројатно ќе останува само следење на неговата состојба и нема да има потреба од дополнителни интервенции, така да он понатаму ќе си биде нормално здраво доенче, детенце, да кажем и возрасен човек кој што ќе си функционира најнормално и ќе си биде се во ред и со неговото срце и со неговата циркулација. И општо со растот и со развојот кај него ќе си биде најнормално дете.